Врзаниот сатана, чита Александар Станојков. Еден маж и една жена си биле многу набожни и добродушни. Знаејќи сатаната отисет толку набожни, сторил ниет да и согреши. Со секакви неизброени мисли му носил сатаната за како да и согреши тие набожни човеци, арно ама никако не кандисуале по лошите мисли ѓаволски. При се што не можел сатаната да ја излости на божните домаќини, пак понастојствувал и секи ден и ноќ му одел во куќата на тие набожни домаќини да ја лости. Му се отворило некоја работа на мажот во некој друг град да работи и останала жената сама дома. Ете сега дури ќе излостам жената, чунки таа не е тврда со верата како што и е мажот е набожен, си рекол сам со себе и ватил да крои планови како да ја излости жената. Една вечер беше заборавила жената да си залеи вода и на полноќ посакала свекрва вода да се напие. На час узела стомните и тргнала да оди на чешма. Тога и дури е нашол сатаната времето на жената да ја излости и ја претворил една голема река пред неа. Видувајќи реката, жената повтила да се враќа и сатаната ја рекол да ја премини преку река. Премине ме, братенцо, ти свекрва ми сака вода, му рекла, да ќе ми сториш едно добро. Ќе ти сторам едно добро, жено, сега, ама и ти ќе ми сториш едно мене добро, а не сега, ами по 15 години после. Сега да ми го таксаш тоа што го носиш во утробата. Без да се сети сирота жена и била тога и брго трудна, му го таксала на сатаната тоа што го носела во утробата и тога ја ватил за рака и ја пренесол преку реката и залеала вода. Враќајќи се за дома, кога гледа, нема ни река ни ништо. Тога се сетила од тие ѓаволска превара и се прекрстила велејќи си во име Отца и Отче наш. По 8 месеци си родила едно машко дете. Го растила и го учила во законо Божјата, која стигнало на 15 на години, станало понабожно од татка си и од мајка си. Сатаната си достојал на зборот и го начекал детето на пато за дома која се одело и му рекол: "Слушај бре момче, да му носиш здраво и живо на мајка ти и да ја речиш да ми го дајте тоа што ми го таксала, за дека ја пренесов преку реката ноќе на полноќ. А ако не ми го дајте таксаното со добро, јас ќе го земам со зло, вака да ја речиш." "Арно, стрико," му рече детето, ќе рече. Одејќи си дома детето, ја кажало на мајка си што му рекол ѓаволот. Кога чула мајка му тие зборови, тога се сетила и му таксала на ѓаволо ноќта тоа што му го имало во утробата. И му кажал на сина се како што било ноќта. "Не бој се, мајко, ти е рекол. Дури е Господ со мене, не може сатана да ме зароби мене, а со Божјата помош јас ќе го заробам." Така велејќи му на мајка си, се прекрстило и се предало на Господовите раце да го чува, дури да се качи на една висока планина кај што се молеше на Бога светиите, за и тој да му се помоли на Бога. Се качило на планината и паднало на колената, се молило со солзи на очите еден ден и една ноќ. Гладно и жедно, и чуло глас од Бога. "Заошто ми се молиш, момче?" му рекол Господ. "Кажи ми да чујам. Знаеш ти, Господи, избави ме од сатаната. Појди во блискиот манастир при Егумено и посакај му го честниот крс и киската босилко и петравило и слези под манастиро во темниот дол. Таму има од сатана сарај. На портата има еден ѓавол вардач. Нему ќе му го даиш крсто и тој ќе те пушти внатре. На вратата од одајата кај што седи сатаната, ќе му даиш киската босилко на вардачо и тој ќе те пушти при сатаната. Та едно ќе влезиш внатре и веднаш најамчи го со петрајлјо и врзи го за пенџери, велејќи му: "Наместо ти што сакаш да ме заробиш, еве јас сега те заробив и на часот ќе се откажи за да те зема при се што те таксала мајка ти нему." Од која и слушало детето тие збори од Бога, се поклонило и направило така. И од која го врзал сатаната, му се откажало од што било таксано од мајка му и го одврзало.
Си зело Петравило, си зело тиската од Вардачо и крсто од другио и застанало спроти порта да види што ќе прави сатаната со ѓаволите. Кога дал еден страшен вик сатана по сите ѓаволи, и на часо сите дотрчале да видат што мака имат, и кога се научиле што се сторило, кога му се пуштиле по детето да го парчеледисаат. Арнома тоа му го покажало честниот крст и сите назад се вратиле. Втори пат му се тутнале, тој попрскало со чиската и пак се вратиле. Третиот пат му се тутнале. Арноама му го покажал Петраилјо и тога и сите се уплашиле за да не изароби. И на местото него и ватиле двата ѓаволи што варлјата и направија парче по парче на колку што мрава носи. Оти да се излажат и да го пуштат детето при сатаната за да го зароби и голем страм да му донесит. Со голема радост си ошло детето дома. И денеска бегаат ѓаволите од крстот и од тиската босилкоа кај што се крштаа вода и се попрскува со крстената вода.